Ви благодарам што сте заедно со нас и во овие тешки мигови за сите нас, за нашата држава. Она што следува во продолжение сте вие, почитувани. Од овој момент ги отвораме телефонските линии и подготвени сме да ве примиме вас и да ви ги ислушаме сите ваши искажувања и мисли во врска со нашата прва тема. Темата, како што ви кажав и на почетокот, ќе биде лекарите, пожарникарите, полицијата на висина на задачата за справување со трагедијата во Кочани. Како вовед во оваа наша прва тема, ќе ги замолам колегите од режија да го проследиме сите заедно прилогот на колешката Паула Костадиновска од информативната редакција, кој што гласи: бројот на жртвите ќе беше многу поголем ако не изреагира брзо полицијата, пожарникарите и лекарите. Хеликоптери против пожарни возила, возила зитна помош, полиција и сите доктори на работа. Бројот на жртвите ќе беше далеку поголем, доколку вечерта и во текот на кобната ноќ овие служби не реагираа активно, брзо и со сите капацитети што им беа на располагање. Вака против пожарната, полицијата, Центарот за управување со кризи, лекарите, болниците реагираа во првиот клучен момент за да се спасат што повеќе млади животи и да ги извлечат од пожарот во Кочанската дискотека. Со оглед на можностите, капацитетите и ресурсите на институциите, вработените брзо и самоиницијативно се мобилизираа и дадоа се од себе за да ги спасат загрозените. Директорот на Институтот за меѓународни стратешки и безбедносни студии Раби Седрак вели дека со оглед на ресурсите, екипите зитна интервенција брзо реагирале и пружиле помош на повредените. Во овој случај реагирале, да кажеме, спонтано, активно, брзо и ова е најбитното според можностите они што ги имат. Значи, според сегашната состојба на институциите и на дали спремноста и опремата што ги имат, они најбрзо реагирале. Сабота спрема недела, 3 часот после полноќ, на 112 во Центарот за управување со кризи се јавила една мајка на девојче која било на журката и пријавила дека гори дискотеката во Кочани. По неколку секунди се изгубил контактот, а мајката во паника го информира Центарот за управување со кризи. Почнува координацијата. За кратко, пред дискотеката пристигнала полициска интервенција и екипи на брза помош од источниот дел на Македонија. Во неделата наутро, речиси сите доктори и медицински сестри од клиниките во Штип и Кочани се само мобилизирале. Во Скопје, клиниките ги отворија вратите и беа спремни за повредените, кои од Штип и Кочани се транспортираа до главниот град. Некаде околу 6 часот со хеликоптер почна транспортот на повредените до градската општа болница 8 септември. Медицинарите самоиницијативно се кренаа на нозе и дојдоа да пружат помош. Лекарите и сестрите од скопските клиники се јавиле веднаш на работа, откако јавноста дозна за најголемата трагедија што и се има случено на Македонија. Сите кои што се во можност и сите кои што можеа, бидејќи многу од нив не чекаа да бидат мобилизирани, значи сите на свој начин кои што не беа денеска на работа дојдоа да им помогнат на сестрите. Во борбата со чадот и пламените јазици, животот го загуби и полицаецот кој во патролната контрола влегол во дискотеката 15 на минути пред да се вивне пламенот. Во излекувањето на повредените и жртвите повредени се и тројца пожарникари. За сега, докторите и сестрите неуморно работат и даваат се од себе во лекувањето на повредените. Според информациите на надлежните, тие за сега неколку дена неуморно го издржуваат темпото и соработуваат со колегите кои што дојдоа од Чешка, Израел и Белгија. Спремни беа и тимовите на Црвен крст, кои заедно со брзата помош веднаш беа распоредени по клиниките и пружија поддршка на семејствата на повредените и загинатите. Сите на висина на задачата, и лекарите, и медицинските сестри, пожарникарите, представниците, волонтерите од Црвениот крст. Ова е наша денешна единствена тема и во првиот дел и во вториот дел ќе зборуваме за ова. Насловот на темата го гледате веќе на вашите екрани. Лекарите, пожарникарите, полицијата на висина на задачата во справување со трагедијата во Кочани. Слушам веќе дека имаме гледач на линија. Повелете. Ајде да пробаме сепак со втората телефонска линија. Нешто се случи со првиот гледач. Лекарите, пожарникарите, полицијата, сите на висина на задачата да се справат со трагедијата во Кочани.
Повелете да пробаме сега. Еве, слушам дека имаме некого на линија. Повелете, во утринската програма сте. Ало. Повелете. Ве слушам. Не, Мари, поздрав лично. Бог да си ги прости. Ова е голема трагедија. Левирена, а едно и се виде дека ние сме народ, ако се косаме вака преку това, али сепак се биле единствени и сложни. Секоја чест на организацијата, на полицијата, на докторите, сестрите и сите. Да, екипите на Црвениот крст, кои што веднаш на лице место излегува, да. Не може секој смета коментира да вистим овие моменти. Да. И мислам утре ќе биде уште поковен дел, што ќе ги сега и сега се седуше тука, де се подземја. Јас мислам по моје утре ќе биде потребателно. Лего фамилиите нека бидат силни, јаки и лека идат по светл пат на небесното небо. И Бог да ги прости. Толку мене. Да. Бог да ги прости, тешко е да се зборува на оваа тема. Јас верувам дека на секој од вас му е тешко, како што кажав и на почетокот, и на вас. Тешко ни е, зборовите тешко ни излагаат на сите од грлата, како грудка да имаме сите и во грлата и во душите. Такви се овие тешки моменти, тешки денови за секој од нас овде во Македонија. Ајде да слушнеме и следниот гледач. Повелете, во програма сте. Дали сум на линија? Да. На линија сте и во програма Повелете, Велијан, ве слушаме. Благодарам. Прво, да не се случеше, ќе беше многу поарно да дискутираме за музика, за спорт, за било што, но не само за ваква неубава што се вика работа. Меѓутоа, во оваа ситуација, лекарите, пожарникарите, полицијата, Црвениот крст, овдека немаше потреба и армија. И секој еден кој што се нашол тамо така. И најглавно беше кој прв ќе што побрзо да се интервенира, да речеме да спасиме што повеќе животи. Меѓутоа, овдека колку и да може, колку и да сака нашите граѓани кои што се најдоа тамо, не може да помогнат. Овдека се работи за нешто што стварно се одвивало во несоодветни услови, каде што може би законодавецот требало да донесе уредба во затворени простори, вакви средства да не се употребуваат за некаков си ефект на музиката, на играта, на било што, но еве тоа се случи, изгубивме 50 животи, кои што никогаш не можеме да ги прежалиме, никогаш не можеме да го смириме духот на еден родител која рече за едно ме беше и тоа го немам. Тоа е големо, траурно, болно, дека сепак да треба да размислуваме и ние, ама треба и нашите деца да размислуваат каде влегуваат, ако влегуваат, дали тој обект кај што го посетуваат е справно обезбеден, дали ги има сите услови за да се спроведе, да речеме концерти ќе биде, што ли ќе биде тамо, било кој настан, да. Како што беше ова, да биде, што се вика, спроведено до крај. Одека пред тие 50 души што ни загина, одека и околу 200 души се ранети. Од овие многу ќе бидат што се вели со трајни последици и не знам кој како тоа ќе го преживее. Меѓутоа ме боли душата, ме боли срцето, се ме боли што и морам да дискутирам, повеќе го дискутирам во иднина да се не случи ова. Сите тие кои што ги издаваат тие дозволи да размислат, што се вика не еднаш, то еднаш пати, дали треба да му се даде дозвола или не треба. Полго да не му се даде, оттуку да му се даде, па да имаме вакви трагедии. Јас се поздравувам за добри работи. Да.
Благодарам, Вилјан, за јавувањето. До слушање до следен пат. Повелете, во програма сте веднаш, ке кажам, до следниот наш гледач кој што трпеливо чека на телефонската линија. Здраво. Повелете. Светот сочувствува со Македонија, Европа тагува, Македонија крвари, а мајките, татковците, родителите и блиската одбина плачат, ритаат на нивната несреќа. Стравотно беше сликата и се срамам што е продефилира и што се виден из целиот свет од отворениот затвор. Во Африка нема вакво нешто и јас се срамам затоа што овакви услови да ги ставиш децата да гинат е стварно недозволиво. Кога бевме мали ние, јас сум повозрасен, кога организиравме журки приватни, дискотеки приватни кои ги импровизиравме и ги правевме, беа во многу подобра состојба од тоа што ние го гледавме. За да дојдеме до ситуација да видиме кој ќе одговорија нашите безбедносни сили и сите овие што ги наведувате во телопот, онака како што одговорија и во времето кога имавме страотни несреќи од типот на она, кога загина и председателот, кога беше извонредна организација, каде што се покажавме во тие времиња дека функционираме безпрекорно ако сакаме и се организиравме за жал на несреќа на нашиот народ. Она што сакам да го кажам и да апелирам, ние имаме секој ќе ги слушнеме судбините, допрва ќе ги слушаме судбините на оние кои што беа таму и игрите кои што се игра и каде што со стампедото загинаа луѓето. Јас имав таква среќа и моето семејство, имаме наши луѓе во градот. Мајките кои што беа и родителите поодговорни, каде што и децата одговорно се однесуваа, во еден часот дете кое што беше нашиот внуче таму, се повлеко и било послушно, во еден часот и дошло дома. Меѓутоа недозволиво е малолетни деца да се оставаат таму после тие ситни сати. Не сакам да навлегувам во понатамошните работи кои што следуваат и во истрагата, зашто апсолутно ќе биде нечесно од моја страна тоа да го кажам и да го констатирам. Меѓутоа, една е мојата порака. Многу едноставна. Многу едноставна. Јас сум повозрасен човек и сиве овие години досега сум чекал сплотување на различни нивоа и во различни ситуации во земјата. И секогаш ќе се најде некој улјес, да го кажам, кој што ќе направил некој инцидент, кој што ќе ги злоупотребил работите за политички, вакви, такви цели и секогаш оставал дамка и се сеќаваме на тие времења на многумина кои што така инцидентно настапиле и собирале политички поени. Да бидеме отворени. Имаме човек кој што е во полицијата, кој што ги отвори сите дилеми и сите гадости кои што се случуваат, па зарем не е фер да му дадеме нему можност да ја доврши работата и да излеземе конечно од овие пепелишта и овие гадости, за да не ги обвинуваме и зашто знам дека убеден сум, знаејќи го човекот, дека има и морална обврска и уште утре да поднесе оставка. Да. Добро, ви благодарам за јавувањето, ама времето веќе ви истече. Ке ве замолам сите, имате тајмер, 3 минути е времето за секој од вас кој што ќе се јави овде во утринската програма и ќе го каже своето размислување. Повелете до следниот гледач во програма. Ирена, со кој поздрав да се поздравуваме? Јас ке речам, нека почиваат децата во мир, болните, нека им даде Господ здравје, побрзо да оздрават. Ова е една голема лекција ни е. Јас сум 60 годишен, фатив Југославија и Македонија. Верувајте ми, вакво нешто немам доживеано, ваква болка. Немам зборови.
Све е џабе што ќе збориме сега. Да. Испадна дека овие 3-4 години не сме ние за плурализам, не сме ние за приватизација, за капитализам. И Југославија имаше мани, ама вакви трагедии се нема десено. Виновниците, има инспектори, има милиција, има судство, али најголема вина јас во градоначалниците тие четворица што се џабе му е на овој последниот градоначалник Папазов што си поднесе оставка. Тој требаше како предавникот Јуда што го предаде Исус Христос сам да си пресуди. Тоа е тешко што го кажам. Зашто кажам тие четворица? Зар не знаеа тие што се случува во тој хангар, да го речиме? Па Знаеле сите. Тие се 30.000 жители Кочани. Значи, браншата на гостителство, браншата на бизниси, браншата на доктори, на адвокати, тие се знаат. Ама не сакаат да спречат. Џабе ние збориме таа изреката после свадба тапани. Жално, тоа е еден минус ќе биде за Македонија. Сакаме ние во тие Европска Унија, па Европска Унија ве го гледа ова. Секоја чест на сите земји, на Грција, на Бугарија, на сите што помогна. Поука нека ни биде. Господ нека биде со нас, со тие што остана една голема поука. Значи мора, јас што викам овие дебатни емисии, мора правда да завладее, мора законот да завладее, колку и да е болно, колку да не засега нас една генерација, жртви да бидеме за овие млади, вакви да не се случуваат овие работи. Што е да збориме, све е џабо. Уште еднаш, нека почиваат во мир, достоинствено нека бидат испратени тие што се во болниците, Господ големе нека им даде здравје. Здравје и сила. И закон да завладее, мора да завладее законот. Бидете поздравени, што да кажеме друго, све најдобро. Да, законот да завладее и законите да почнат веќе еднаш за секогаш да се почитуваат. Секој од нас да си работи и да се однесува според закон. Благодарам за јавувањето. Повелете до следниот гледач во програма сте. Ирина, сочувство до семејствата, Сочувство на починатите и подршка да се молиме сите за повредениве да се исправат. Да, за исцеление на повредените. Да станат во животот нанога да видат. Да. Од друга страна ќе кажам дека ова што ни се случува не е само ова, се од институциите произлегува. Од недавање дозволи, од давање палаш, од 300 чуда. Кај нас во Македонија дрвото е посадено, ама раѓа отров. Значи, во коренот има такви елементи ставено што се само отрови изфрла. Ова чудо, не знам дали во друга држава го има, вакви работи да се случуваат. Со документ да испраќаш луѓе во пропаст. Со документ, со дозвола. Удаваш документ за да загини, за да го нема, за да се уништи. За тоа стои државата. Да нема никаква одговорност, никакво чувство. Како тие, например, еве судот, министерствава, тие што се на врвот, имаат ли фамилии, им се случувале ли вакви работи? И друго да кажам, што сме ние еден грс луѓе, 10 души се јавуваме и за арни и за лоши работи. Што народов друг чути, спие, не се јавува? И викаат, од нас не можеле да се јават. Ами толку помагаш во се и затоа и не можеш да помогнеш да се јавиш. Плюс не критикуваат. Ние предупредуваме цело време. Зборуваме кај е патот, кај треба да врват. Да не се кради, да не се прави штета, да не се пали, да не се... Сите тие штети ги уочуваме. И луѓето не слушаат, од една страна, од друга страна не критикуваат. А од третата страна катастрофата што доаѓа чутат. Немам зборови што да зборувам, имам многу што да кажувам.
Ама во моментов не можам да зборувам оваква ситуација, во оваков случај, во овакво, како да кажам, не можам да се изразувам, неќам да се изразувам. Да. Елена, има и убав ден. Да. Благодарам за зајавувањето. Разбирлива е и вашата тага и гнев и лутина не само на вас, туку и на секој кој што ќе се јави овде и кој што ќе го каже своето мислење и утринава и изминатите денови, па и понатака. Мислам дека ќе ни треба многу време додека да може некако сите слободно да говориме на другите теми. Мислам дека уште долго ќе се зборува за ова што не снајде сите нас. Ајде да го вклучиме и следниот гледач во програма. Повелете. Ало. Повелете, ве слушаме. Ве слушаме, повелете. Во програма сте. Од Прилеп, Митре Пиловски. Добро. Ова е одраз на системот кој што го градиме 40 години. Значи, јас сум зборувал и кај вас, и во Канал 5 телевизија, и во појте телевизија. Се додека имаме систем изграден на основа мито, корупција, криминал, местење на тендери, неодговорност, непочитување на законите, на уставот. Ова е последица на системот, а причината е системот. Значи, ние се додека не го рушиме овој систем и не изградиме систем на одговорност, на казни, на конфискација на имот, стекнат по нелегален пат, не дај Господ можат да не се случат и понатаму вакви работи. Ова е трагично, жално, цела држава плачи, сите сме жални, но мораме да го рушиме овој систем и да изградиме вредностен систем. Со оган е многу опасно да се лекува. Јас сум како дете изгорен на лицето. 64-та година сум изгорен, 63-та сум роден. Се лекува во Битола во 64-та 3 недели, 3 месеци во Скопје, во Словенија бев во клинички центар во Љубљана од 1982 до 1988 година. Имам лузна на левиот образ и лузна на десната рака. Изгоретина многу тешко се лекува. Значи, јас цел живот се мачкам со кремови, се штитам од сонце, имам проблеми. Значи, изгоретина е многу тешко и останува последици за целиот живот. Значи, јас сум го пател уште од дете и последици имам цел живот. Така да се лекува од изгореница е многу тешко и цел живот остануваат траги. Јас сум таков случај, сега имам 62 години и знам што претрпев, а сум роден 63 година. Значи, цел живот си го носам ради една грешка во мојот дом на моите родители сум паднал на печка, уште не проводен, уште не сум одел. И знам што е тоа да се лекува од оган. Тоа е катастрофа и последици е на тој човек за цел живот. Сите овие луѓе што се изгорени, че има последици цел живот, затоа што јас бивам тоа лично на мене и до крајот на животот имам тие последици. Што да ви кажам, тешко, навистина, тешко предпоставуваме ние што немаме изгореници, предпоставуваме колку може да е тешко и болно, но сепак верувајте, нашите молитви се со сите оние наши дечиња кои што се борат во болниците и во нашата држава и во соседството, секаде каде што лежат. Нека се нашите молитви со нив и да се молиме сите за нивно побрзо оздравување и исцелување. Ви благодарам за јавувањето и што споделувате со нас моменти од вашиот живот. Ви благодарам. Повелете, во програма сте, ако имаме гледач на линија. Здраво, Ирина. Повелете, ве слушам. Вака сега.
Да не кажуваме жалопојки, да не кажуваме кој кога бил изгорен, кој каква мака има у животот. Сега, после оваа трагедија, треба да помогнеме финансиски на сите овие семејства, затоа што тоа е долг процес кај што требаат финансии. Потоа треба да најдеме начин превентивно да го решиме овој проблем, да не доаѓа вака до овакви трагедии. Што треба да се направи? Прво, сите телевизии, па и вашата, да остави тука број на телефон да се јавуваат граѓаните. Најмалку 1.000.000 евра ќе се соберат, по 50.000 евра ќе има секој семејство. Еден повик 100 денари да биде. Исто така посебен телефон за овие од надвор што се, како да ги наречам, печалбариве. Иселениците, добро? Иселениците, посебен телефон ако сакаат да донираат поголеми средства. Како Мите Василев, како овој германец од Саве, да не се фалат само колку се богати и овакво да соват памет. Значи, тоа треба да го направиме сите заеднички, да помогнеме прво финансиски. Второ, како да го спречиме ова превентивно веќе да не ни се случува. Прво што треба да се направи, модуларната болница што живи изгореа, автобусите што живи изгореа, потоа за овие цитостатици што испокрадоа, не видовме ниеден во затвор. Повторно истрага да се затворат сите, а тие судии од апелација што не ги осудија, никого што не осудија, да се затворат тие судии да се избркаат од работа. Народот треба да се обедини. Сите овие градоначалници, овие 15 години што биле во Кочани, што дозволиле таква парчвара да биде дискотека, сите тие градоначалници да се затворат. Потоа што треба да се направи? Целиот народ да се обедини и сите пратеници што се 120 да изгласаат конечно закон за потекло на имот и конфискација на све што е украдено овие 35 години. Само така ќе се стопре корупцијата. И не само тоа, него и да го вратат свето тоа што го украле. Само така ќе се стопре корупцијата. Не со жалопојки по телевизија, треба закон, треба ова, треба она. Значи, закон за потекло на имот и конфискација, тоа е единствениот начин што се вика за да се сопре таа корупција, затоа што таа корупција, еве, гледате, не само овие што имаат лажни лиценци, него треба и сите со лажни дипломи во држава што ги има да се затворат и да одговарат кривично и све да вратат назад за што добивале плати. Значи, сето тоа треба да се направи под притисок, ама народот без разлика на политичка партија, на националност или било што да се обедини, а не и да се пазиме од шарена револуција овие Германија, Франција и Англија одека да не ни направат како што има во Белград. Да. Добро, ви благодарам за јавувањето. Секогаш имате предлози за решение, како и за останатите теми кога што сме зборувале, така и ова утро. Ви благодарам за тоа. До слушање до следен пат. Повелете, во програма сте. Здраво. Повелете, ве слушаме. Се јавам од Прилеп. Добро. Тоа е тоа што се случи, трагедија се случи, немам друго што да кажам, само нека почиваат во мир и нека му е светол патот на починатите невини душички. Тоа е. Тоа е да не се повтори. Да кажете да не се повтори, така е. На темата можеби поддршка еве до сите оние кои што несебично ја дадоа својата помош во целата оваа ситуација. Бидејќи темата не е тоа. Дадоа поддршка, да. Гледавме по телевизија и така. Зборуваме за лекарите, медицинскиот кадар. И лекарите, да. Медицинските сестри, волонтерите, полицијата, сите кои што брзо изреагира. Да. Нека почиваат во мир и тоа е. Ако вие тоа се, што сакавте да кажете? Не, што да кажам, нека почиваат во мир, нека му е светол патот и да не се повтори. И побрзо оздравување на сите оние кои што се борат. Кои што се борат во болниците. И овде кај нас во Македонија и кои што се на лекување. Секаде. Да ни се вратат дома здрави и живи. Да се вратат здрави и живи, нека си живеат покрај родителите и тоа е тешко на родителите, тоа.
Немам друго што да кажам. Загубата е голема. Верувам. Да. Кажав и на почетокот, тешко Да. тешко ни излегуваат на А сите нас другите зборови. проблеми нека си ги решаваат надлежните. Ви благодарам сепак за јавувањето, ви благодарам за поддршката еве и во овие тешки моменти за сите нас, за секој од нас. Ако имаме гледач на другата линија, повелете, во програма сте. Ало. Повелете, ве слушаме. Па, подршка до сите овие лекари, пожарникари, полицајски кои бија вистина на својата вистина На задачата. на задачата. Меѓутоа голема благодарност и до соседните земји. Да. Кој што е Србија, лекарите од Србија, власт од Србија, Бугарија, од Турција, Грција. Им благодариме многу, баре во овакви моменти да бидеме сплотени, ще викат ние христијаните, христијански, братски. Иначе, наши народите, сега се види народот колку се почитува. Во народ нема омраз, значи омразата ни е прат во дечите политичарите. Да. Како што и самите изјавуваат ова случка, овој настани през подните сите се случаи од корупција, од мито и така натака. Мисла, подршка голема до нив, а моје за да не се случи, че не се понова трагедија. Некако што рече, през подното овој парламент да донесе закон за потреко. Нема кој да донесе, затоа и во парламентот сите се корумпирани, во институциите, во судиите, во интерите, значи, одново треба некои млади студенти, наши со поддршка од странски експерти, професори, кои не биле лобирани во ниједна партија, кои не биле зависни од ниједна партија, исклучиво од својата квалитет, од својата мудрост, од својата образование, да се променат законите, система се промени за ова, за мито, корупцијата, тогаш може да донесат закони за све, од кога е почната самостојна Македонија, да се донесе закон за испитување на имовите и потреко и следователи што направиле кримини, за да не се прави понезавршените, за да не излегуваат вакви случаи, да не се случуваат наши самите политичари констатираат ова од митото, корупцијата, значи од сребролюбието и властолюбието, сребролюбието и властолюбието се смртни и греви. Меѓутоа други го плаќаат нажалост. Нека не мислат тие што сторија тога, дека мислат да се молат Бог да има помали казни и нив не им се пишува многу оде може на овој свет. Тие преживеле, меѓутоа треба размислуват и за другиот свет, и за вечниот живот, и за децата нивни, за поколенијата нивни. Ако размислуваме ние верски, ако размислуваме патриархално, традиционално, како што научи верата, ова не би се случило, не би имало ни корумпирани, не би имало ни подплатен, ни мито, ни корупција, не би се случувале вакви работи, би биле и децата воспитани малку патриархални, онака во духот на верата, во духот на и културата, и човечанството, етиката и моралот. Тоа мене, нека почиват, што не се молим за покојните ни, секој се молиме. Да. Душите им бијат во реат, а нивните ужалени родини и пријатели да ги посети Бог само да ги утеши, да им помогне и со една моја чувство видување да не се случи никогаш повеќе ни ваква ни слична трагедија. Доста ни се случува од 2001 година Македонија во крв на разни начини. Ви благодарам да сте здрави, живи сите. Ви сите што пренесувате, сите што пренесуват на било кој начин да донесат, што придонесуват да се помогни, да се утешат родителите, да се мири ова состојба во Македонија. И благодарност на младите сочувство што изразуваат по сите градови, изразуваат сочувство со мирни протести. Значи сите го чувствуваат ова болка голема, не е многу за политизирање, меѓутоа болка голема е за секој родител, за секој нас. Ви благодарам за јавувањето, до слушање до следен пат. Повелете, во програма сте до следниот гледач, ке кажам веднаш. Па видите, беа на задачата, меѓутоа со што оваа трагедија повторно го отвори проблемот на неекипираноста, на празните работни места во тие институции, техничката опременост
и се останатото организацијската поставеност. Тоа што цело време ние претходно граѓаните го укажуваме. Зошто го кажувам ова? Ние понатак имаме празни медицински работни места на доктори, државата и понатака тактизира со нивното запослување. И понатак имаме празни работни места во пожарните, државата и понатака тактизира со нивното вработување. Што треба уште да се случи за некој да се смилува за да ги пополни тие работни места? Еве, речеме, ги молевме пратениците да ги намалат платите, меѓутоа они работеа за нас. Па ајде сега нека, пошто работат за нас, нека ги намалат платите, од тие по нивните пари нека се доопремат овие служби. Нека се докупат нови возила. Нека нова опрема за пожарникарите нека се купи. Еве нека бидат солидарни со народот во оваа мака. Кај се ги нема? Штама се, господјо. Да се запнат да најдат пари да ги соберат да се заврши болницата во Штип, да се реновира болницата во Битола, она што го правиме, бараме. Не морате се во Скопје да се лечи, не мора во Скопје да се прави клинички центар ако имате вие уште 2, 3, 4 јаки болници во државата. Да се испратат луѓе на специализација, доктори за све. Знаете, во минатото во Југославија постоеше една изрека, Тито покојња викаше, да работиме и да се спремаме како утре дека ќе имаме војна, а војна никогаш да немаме. Ова нас не е тоа. Да се спремаме и да работиме за најлошото, ама никогаш да не ни се случи најлошото. Да. Тоа треба да го применуваме. Тоа некои работи во минатото што биле кажани не биле глупости. Меѓутоа, за жал ние некој не доведе до оваа ситуација да сега настанало, ќе кажуваме што настанало попрво кокошката или јајцето. Ќе оставиме од понеделник, вторник натака, ќе се расправаме кој се е крив. Но дајте да ги притиснеме нашите пратеници и политичари, наместо да купуваат возила по општините, за да се они возат, да се луксузираат, да се направат доброволни противпожарни друштва, да си ги појачаат, да се отворат повеќе пунктови за брза помош. Наместо да се глупираат со тротоарчиња, сега да ги злоупотребуваат парите, да се доопремат овие служби, да се вработат луѓите, младите. Како сега ќе им скочиме на младите пред очи со оваа трагедија, да ги молиме да останат во државата кога државата покаже негрижа. Не знам, знаете, тешко е да се што да се каже, меѓутоа ова го сваќам како чути можеше да биде и бетер. Но не може ништо повеќе да биде бетер од ова. Да, они се организирава, меѓутоа со тоа што го имаат луѓето. А што уште им фали, кажава, меѓутоа никој не ги слуша. Им фалат работници, им фалат пари. Државата треба да си ги обезбеди. Да не се лажеме. И доста ги мачкаме нашите политичари, а вие сте добри, вие сте лоши. Сите сте лоши, затоа што сите донесува државата до ова дереже денеска. Благодарам, Љупчо, за јавувањето. До слушање до следен пат. Повелете во програма сте до следниот гледач. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Ја вакарам. Ова влада треба почито да донесе нов закон за забрана на дискоклубовите, сочувство за гењаците. Значи, почито нов закон да донесе да не работат повеќе од 12 сатот и млади деца да не ги пуштат да одат во тие дискоклубови од 14 години. Значи, Јас мислам дека таков закон постои, само треба да се почитува. Не се почитува, али треба ова влада почитува да му нареди и овај го оправдано Тошковски, значи треба он да и разреше не само во Кочани и во Штип, али и во Каварници да дојдат, да го разреше овај што е началникот на полицијата од Каварници и од Велес. Значи една фабрика е демолирана во Росоман и никој не презема мерки. Тие јавни обвинители. Добро, ама нас сега тоа не ни е тема. Не, а уредно се зборува. Имаме друга тема. Ја читате темата, нели? Мислам дека на екранот и вие кажав. Добро, ете, вие бевте и последниот гледач за во овој дел на вашите јавувања. Повторно со вас ке се вклучиме некаде од 8 часот до 8 часот и 30 минути.
Наша прва денешна гостинка е магистар Гордана Бешлиевска, која што веќе сите знаете е председателка на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри на Македонија. Ви благодарам што одвоивте време од вашата работа да дојдете во нашето студио за нашите гледачи. Па знаете како, многу е важно сето оно кое што медицинските сестри, медицинските техничари сите овие денови го работат, стимулативно вака да го спомнеме и да го кажеме, бидејќи и ние сме сепак само луѓе кои што ова униформа ги штити во делот на кој што емпатијата не смее да преовлада и морате да бидете професионални, морате да бидете соземени во сите овие моменти и со повредените, и со семејствата на повредените, и со се она кој што стресно го носи целокупната ова ситуација. Сепак сме и ние само и многу од нас и родители и така понатаму. Да, токму тоа и сакав да ве запрашам со оглед на тоа што вие сте на некој начин најблиску бевте до најтешко повредените. Сакав да ве прашам како сте вие лично и вашите колешки. Знаете како, деновиве. Ние овие денови некако како и да немаме време да се прашаме себе си како сме. Оно кое што би сакала да го истакнаме дека никогаш во Сдруженијето сите овие денови не добивме ниту една порака на жалење, сем сето на кое што беше се ставаме на располагање. Кажете што треба да направиме, што е оно што можеме да го направиме. Она кое што многу плени и кое што е многу важно е дека нашите колеги од цела Македонија, од сите наши здравствени институции се понудија, се ставија на располагање и сето тоа во Сдруженијето го побара и ние сме многу горди на тоа дека таа наша единственост и таа наша сплотеност и солидаризираност на некој начин успеа медицинските сестри во овие ситуации вакви тешки и стресни и со наплив на пациенти и тешки пациенти. Видовте самите дека се мобилизираа сами, дека сите дојдоа сами на работа, тоа го направија во сите болници каде што се примаа. Дали точно дека во неделата буквално сите медицински сестри дошле на работа? Значи сите кои што точно кои што беа, значи сите самите дојдоа на работа. Дури имавме ситуации во кои што со главните сестри во координација додека разговаравме, имавме молба до нив да се во текот на денот прераспределат, бидејќи во првиот момент сите беа ангажирани и сите се огласија да се понудат на било каков начин, значи да помогнат и го научинија, тоа и го направија. И сите беа на местата дојдени. Би сакала да ги споделам сите оние нешта кои што како интервенции ги направија сестрите во првиот момент во Кочани, во болницата, кога првиот бран им се случи на повредени во утринските часови. Ние од нашите координатори, од нашето членство, од нашето сестринство во Македонија континуирано ги добивавме сите известувања како тоа они на каков начин си помагаат, а дополнително нели ги споделувавме информациите што е тоа што можеме да го доекипираме во екипите, да го направиме за да може да се пристапи кон прифаќање и оно што се вели прва помош, обезбедување на венски линии, обезбедување можност за да може да бидат транспортирани, за да може да бидат пренесени соодветно до центрите, до болниците и на медицинските сестри во Кочани веднаш им придоа медицинските сестри од Здравниот дом од Свети Николе, од Виница, од Македонски Брод, од Делчево. Мислам, јас зборувам во име на сестринството, во име на Унијата, во име на Сдруженијето, во име на медицинските сестри, на техничарите, меѓутоа вие секогаш кога ќе го кажам овака мислите го за сите здравствени работници, бидејќи сите дојдоа. Како се организиравте, Гордана, со оглед на тоа што станува збор за голем бран на тешко повредени пациенти. Знаете како ние како медицински сестри техничари сме умрежени во Сдруженијето сите и имаме такви комуникации бидејќи нашето членство од целиот јавен здравствен сектор и од приватниот и од секаде. Значи вие видовте дека се отвори и приватните болници, нашите колеги од приватните болници со брзата помош беа стигнати во сите центри, во болниците секаде дојдоа навремено. Она кое што се работеше брзо, хитно во Кочанската болница, спаси многу во даден момент и овозможи многу. Таму сестрите неуморно обезбедуваа се, како што кажав, подготовки за транспорт, обезбедување на венски линии и така понатаму, се она кое што по налог, односно по ингеренции на докторите, успеа на некој начин да се справат со тоа. Ние сме многу горди на целокупната таа наша солидаризираност, на сета таа колегијалност која што се покажа во првите моменти, на поддршката која што ни стигна од сите страни, каде што морам да потенцирам, да ви кажам, многу е важно, ја надминавме и националната реторика, ја надминавме и политичката идеологија, надминавме се и средни, и висши, и високи, и секакви сестри. Тоа е многу човечно и тоа доликува на нашата професија. Така треба тоа да биде. Нашите апели беа во прв момент упатувани до целокупното
медицинското сестринство дека ние мора ова во континуитет вака да го чиниме и тоа го правиме сите овие денови наназад во делот на организацијата на екипите на работата во болниците. Сме во контакт како Унија, како Сдружение со нашите колешки сестри кои што во моментот ги координираат и се одговорни во болниците и овие денови стапивме во контакт и со главните сестри во Штип и во Кочани. Сме во континуирана информација и со главните сестри и со сестрите кои што се одговорни во тимовите во градската општа болница 8 септември, во универзитетската Свети Наум, на клиниките, на пластичната хирургија. Вчера во текот на вчерашниот ден многу пати контактиравме со нашите сестри од токсикологија, каде што имаме сега сериозен број на пациенти, каде што се зголемени екипите, со одговорните сестри на пластична хирургија, од каде што знаете како секој едно наше сплотување, дополнително јавување на грижа меѓу нас самите влева кај сестрите една многу голема стимулација и сето ова сега што го зборуваме и што го кажуваме како дела не го направивме за да го кажеме, туку го кажуваме за да и понатака сестрите значи свесни за сопствената улога и за сето ова на кое што во моментот го прават да и понатака не задржи таа солидарност, не задржи таа колективна колегијалност. Само да знаете колегијалност. дека ова не го кажувате само вие, ова ваша и професионалност и хуманост е препознаено од јавноста. Сега вие деновиве немате многу време да читате и да слушате се што се кажува, но како на некој начин како да сте единствена светла точка во целиот овој мрак, затоа што јас ниту еден лош збор не прочитав за медицинските лица овие денови. Знаете како, Искра, за жал го имавме ковидот, за жал имавме и други несреќи наназад и многу од нас кои што сме долги години во здравствениот систем сме имале за жал вакви искуства во кои што сме требале вака да реагираме и тоа секој губење на еден човечки живот е страшно и на посебен начин го доживувате. И покрај тоа што пак ќе кажам сме професионалци, емпатичноста ги достасува. Ние сега се соочуваме со бърнаут на медицинскиот персонал, посебно на сестрите од Кочанската болница, каде што сега во овој момент ние треба да имаме континуитет и за одржување на состојбата и со семејствата и со фамилиите и сето на психолошка поддршка која што е сега таму потребна и сето оној наплив и бран на пациенти кои што од хронични заболувања сега влошуваат со одредени симптоматологии и болести, па сме се уште во време на грип и така понатака и мора континуитетот да го задржуваме и да одиме. Имаме многу сестри кои што мора после сите овие настани малку и да се одморат, да здивнат и на нивно место, значи да се надополнат медицински сестри, Унијата и Сдруженијето. Тоа сакам да ве прашам и кога разговаравме, ја пофаливте оваа иницијатива за психолошката поддршка до семејствата. Дали добивате вие таква психолошка поддршка? Би сакала да го споменам само случајот кој што како капак не дојде, а тоа е со шоферот од брзата помош од Кочани, кој што веројатно токму е жртва на тој бърнаут, што го велите на прегорувањето на работно место, на сето она што го доживеал. Ние се јавивме да изразиме сочувство во Кочанската болница во име на Унијата и на Сдруженијето. Разговаравме со главната сестра и она кој што го слушнавме како информација. Причината беше масовен инфаркт кој што навистина доаѓа после такви стресни и сигурно се, мислам, и она што го слушаме дека цела ноќ неуморно заедно со сите заедно спасувал и работел, така да никој никогаш во вакви ситуации ние не се штедиме, знаете. Мислам и пак ќе кажам и тоа не го правиме за да го кажеме, меѓутоа во моментот гледате што е можно се да направите. Ние сме сега сконцентрирани на она што остана и она што го имаме во болниците, да можеме да направиме се да спасеме колку што можеме повеќе. Со оглед на тоа дека слушате дека влошуваат состојбите, дека ова се пациенти на кои што им е потребна исклучителна нега и се потребни исклучителни капацитети сега професионални во моментот за на борење да се изборите со моменталните симптоми кои што се појавуваат. Се работи за пациенти кои што се во интензивните лекувања, каде што стандардите пропишуваат дека мора да има доволно персонал за да можете сите интервенции кои што се потребни во моментот од лекарските екипи да како медицински сестри да ги направите. Многу е важно во овој момент да бидеме сега доволно екипирани, да бидеме доволно на број. Еве материјалот за кој што слушате континуирано, санитетски потрошени така понатака и лекарства и се што ни е потребно, за среќа го имаме во болниците. Добри се овие одлуки за како што се направија за соцентрализирање на
и да се сконцентрираат во едни исти установи, па се пренесува во одредени болници каде што е многу таа прераспределба после за персоналот многу полесна. Добро е што ги имаме професионалците и на токсиколошката клиника, и на пластична, и професионалците во градската општа болница 8 септември од едни стандарди поранешни на тогашната воена болница, која што, пак ќе кажам, за жал сме имале искуства и со несреќи кои што сите на свој начин си го носат моментот, да не зборам за старата градска болница и така. Вие имате долг работен стаж, сте имале и други несреќи и трагедии. За жал. Како ова до сега? Пак ќе кажам, секоја на свој начин посебно. Моите почетоци како медицинска сестра во тогашната воена болница, далечната 92 година, ја паметам по паѓањето на авионот Фокер 100, кој што ги наполни шок собите во воената болница, кога јас паметам дека можеби 3-4 дена не заминав од болницата, заедно со сите мои колеги од интензивното лекување, каде што мислам, спасивме што можевме да спасиме, имавме губитоци. Да не зборувам за сите оние немили настани кои што ни следеа во 2000-тата и така понатака, кога ги имавме масовните несреќи и губитоци на млади животи, каде што сум била дежурна сестра на болница. Периодот на губитоците други кои што ни се случуваа со масовни несреќи и сите на свој начин дополнително го носат стресот и искуството, меѓутоа не научија да тагуваме. Можеби не направија и ковидот и сите ситуации и состојби не направија малку посилни, поекипирани, поискусни во целокупната ситуација, меѓутоа, знаете, она ерменската поговорка како беше, дајте ми малку од тагата за да можеме сите заедно да истагуваме. И во овие моменти нашата унија и Сдруженијето кој е отворена со сите европски асоциации балкански, дојдовме во ситуација да овие денови сме преплавени од поддршката на нашите колеги. Да, некој буквално ја зема тагата за да ви помогне, така. Вие преку вашата асоциација имате многу блиски професионални односи со сестринствата и не само од регионот, така и од цела Европа. Вчера чинам дека беше статус објавивте за благодарност, да им се благодарите. Зашто се заблагодаривте, Гордане? Ова е многу важно, Искра, да нашето сестринство во Македонија го слушни и го знае и нашите сестри, дека поддршката стигна од сите страни. Значи, ние имавме вчера топла порака од главната сестра на Клиничкиот центар Србија при Бичевич, каде што во моментот имаме 16 наши деца во интензивното лекување, која што се на таква емотивна порака се обрати до сестринството во смисла се ќе направиме, нели, за да ги спасиме и така понатака. Да не зборувам за колегите кои што се огласија од целиот регион и Европа. Ние во недела во прв момент имавме веднаш обраќање од претседателот на Европската асоциација на сестринските асоциации со специјалистички студии, кои што ги стави на располагање сите можности и капацитети. Да не зборувам за нашите колеги од Италија, од Република Српска, од Србија, од Бугарија, од секаде ни стигнаа пораки на поддршка. И сите они се ставија на услови од Босна и Херцеговина и сакаа дури ни се понудија да дојдат и да ни помогнат. Начинот на кој што сега се одвиваат нештата, кој што и прифаќањето на нашите пациенти во другите држави им овозможи сето тоа што ни го кажа и што го испорача сега во болниците, значи да го чинат за нашите пациенти, за децата кои што се префрлени во болниците, и ние сме исклучително благодарни. И вчерашниот статус одеше во контекст на поддршка за нашето сестринство, кое што исклучително покажа професионалност, солидарност, и тоа така треба да биде. И сметам дека сето тоа многу ќе промени во некои нешта каде што важноста наша, автономноста наша многу пати за жал во вакви работи се докажала дека е таква, и она што вие го кажавте колку ние сме сега во цела оваа ситуација важни. Многу е важно што унијата и Сдруженијето сите овие денови е меѓу сестрите, со сестрите тоа го чувствуваат. Јас не знам како да ви ги опишам разговорите со сестрите од интензивните неги од оделенијата, со кои што комуницираме континуирано и со кои што сме секој ден на линк, каде што со хуманитарната организација Свети Спаси Отец Оливер континуирано обезбедуваме обруци дополнително за нив, рехидратација и се што им е потребно во болниците. Мислам од луѓе кои што се хумани, кои што се емпатични во собствената професија, кои што си го работат најпрофесионално тоа што го работат, добиваме такви емоции на солидарност и поддршка и колегијалност
делност, многу им е важна оваа поддршка и ние тоа мора така да го продолжиме. И јас ја користам оваа прилика, значи, на целокупното сестринство, на сите медицински сестри, на сите техничари, да им се на некој начин да им се заблагодарам или можеби вака ќе кажам со зборови да им се поклонам како што секогаш им се поклонувам за сета онаа човечност која што ја искажа сите овие денови, за онаа трпеливост, за онаа соземеност со која што истапија, и сметам дека на вистина многу допринесовме и да спасиме што е можно, што можеме повеќе, и сега во болниците истото тоа ни се случува. Многу од нив споделуваат толку многу радосни вести кога се подобруваат состојбите на пациентите во болниците, колку и да не смееме да заради заштитата на податоците да коментираме, меѓутоа радоста е многу голема кога имаме информации дека многу од нив се подобруваат и така. Само да ве подпрашам. Секако не за поединечни случаи, туку генерално каква е сликата на слушаме деновиве дека има нови хоспитализирани, така. Со какви потешкоти се случува? Знаете како, лекарите многу пати искочија деновиве и кажаа дека вдишувањето на хемиските материи и на штетните дополнително ја влошуваат состојбата, затоа што, знаете, сега тој чат, ајде вака народски да се изразам, тој чат и сето тоа кој што е вдишено, после 24 до 48 часа веќе прави некои бариери, мембрани во размената на газ, ајде така да биде малку попластична за гледачите, каде што се дополнително се влошува состојбата со дишењето, и потребни се инвазивни методи на така наречени бронхоскопии со кои што се интервенира во моментиве во специјалниве, во големите центри кои што ги слушате и во Бугарија, во Пирагова или во Турција. Слушнавте убави вести од Турција дека голем број од нашите пациенти таму почна самостојно да дишат. Тоа е резултат на тие прочистувања на горните респираторни или долните респираторни патишта, каде што се овозможуваат слободни дишни патишта. Компликациите ќе ги следат, меѓутоа важно е сега да останат живи и здрави, па после значи ќе се справуваме со оноа што е дополнително треба, мада тие се процеси многу долготрајни, за да сето тоа. Слушате дека вчера во текот на вчерашниот ден специјалистите и лекарите од Клиничкиот центар Србија зборуваа за тоа колку интервентни вакви бронхоскопии направија кај нашите пациенти, дури 11 во моментот зборуваше професорот Спасоевиќ, кој што е еден врвен пневмофтизиолог од Клиничкиот центар во Србија, каде што смета дека надежта му е младоста на пациентите и дека од сето оваа состојба ќе излезат, меѓутоа тоа се интервенции кои што треба да се повторуваат континуирано за да се ослободат дишните патишта. Овие влошувања, како што кажуваат лекарите, и ние знаеме, искуствено настапуваат дополнително од вдишувањето, значи на чадот на тие хемиски материи кои што после 24 до 48 часа прават дополнителни проблеми во горниот респираторен тракт. Ова се пациенти кои што изискуваат апсолутно услови на стерилност, на предпазливост на работа. Тие бронхоскопии се инвазивни методи кои што се толку многу прецизни и кои што се вршат, ајде така да кажам, со бронхоскопии кои што се само за една употреба. Тоа е толку многу врвни инвазивни диагностики. Јас се надевам дека нема да заборавиме на помошта што ни беше пружена. Така е. Ова го кажувам затоа што сакам да кажам колку тоа многу се вложуваат во регионот, во болниците за пациентите и се што се прави за да може да им се помогне, што не би го на некој начин не би како да се нивни пациенти. И многу повеќе. Мислам, видите, сликите зборуваат, се отворија од сите страни, поддршката стига од сите страни и на секој начин не би го на никој не би го занемарила и она што све ние го работиме во болниците сега и нашите лекари, нашите екипи и медицинските сестри кои што од многу од нив се многу искусни, како што е клиниката за пластична хирургија и сестрите во интензивните лекувања кои што апсолутно знаат и што се можат да очекуваат пред време од влошување на состојбите. А овие дополнително ги слушнавте, апелите беше до сите кои што сметаат дека во прв момент се добри и добро се чувствуваат, дека достасуваат симптомите после 24-48 часа, баш заради штетноста на овие хемиски елементи или на некој начин тие пламени јазици кои што можеби во прв момент не одаваат слика на некоја драматична симптоматологија, меѓутоа после 24-48 часа влошуваат со состојбата и со падови на сатурација, на дишење, на размена на гасови, и затоа е многу добро овој апел да сите се појават на лекар, сите превентивно бидат видени. Многу е добар пристапот дека
не треба да не плашат дополнителните хоспитализации, бидејќи се тоа можеби се прави од голема предострожност, се прави од Поубаво е, како ќе кажеме ние, да ни бидат тука да бидат тука, да може да бидат следени, да може да бидат за да може нешто што е потребно да се изреагира и да се даде, а не да остануваат дома па да напреднат симптомите па да имаме дополнителни проблеми, така да и понатака остануваме со еден, како да кажам, висок степен на професионалност и на предострожност во работата. Морам да кажам дека секаде доволно имавме персонал во овој момент. Зборувам посебно за медицинските сестри и медицинските техничари, бидејќи сите сестри со кои што комунициравме и каде што се јавивме во моментите и од несреќата од неделата, од утрешниските часови, се до ден денеска, значи немаме недостаток на персонал, сем што имаме информации за бърнаут на сестрите, па каде што се надополнува, се прави, така да Унијата и Сдруженијето апелирам до сестринството и понатака отворена за сето ова. Знаете, многу е важно во моменти кога сакате да помогнете, да имате каде да се обратите и да кажете во тој очај, еве јас сакам нешто да направам, затоа што сите сакаат нешто да направат, меѓутоа не знаат од каде и како и што да одат тоа, нели да го направат. Во Унијата и во Сдруженијето се слеа толку многу поддршки и солидарности од сестринството, што јас мислам дека ова ми дава една сериозна надеж дека ми е жал и не знам, нема зборови такви мокини со кои што можеме да кажеме, меѓутоа знаете како секоја една ваква ситуација дека ќе не направи подобри луѓе сите. Подобри оваа трагедија, така? Би требало така да биде, меѓутоа можеби секој од себе треба на крајот на денот да почнеме со нештата и знаете кога е за нас очајот, кога ќе мислите дека се што ќе кажете ќе направите, паш као не е важно, меѓутоа не треба така да мислиме, не треба да недостаса тој очај. Сите треба секој еден лично од себе нешто да направиме во собствените професии, во собствената околина, во собствените семејства секаде, за да ги покренеме работите, да тргнеме на нешто, нели, кое што е многу подобро. Ние од сите овие ситуации секогаш излегуваме многу поискусни, секогаш ја добиваме поддршката од јавноста, а во овој момент апелирам до медицинските сестри и техничари да не си ги забораваме континуирани другите пациенти во болниците, да бидеме према нив во овој момент исто така професионални и да пристапуваме да не правиме отстапки на нивните потреби и на сите оние нешта кои што им требаат сега во болниците за да не ни се случуваат дополнителни компликации со јавноста. Сите сме во огромен стрес. Го поздравувам организирањето на екипите за психолошка поддршка. Сметам дека се неопходни и преку потребни. Апсолутно. Така да... Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Знам дека сте сега и вие преку потребни и неопходни на вашето работно место. Да се вратите на вашите пациенти и ќе ве замолам да упатите огромна благодарност до вашите колешки. Ви благодарам многу. Самиот овој простор кој што ни го давате, значи е многу огромна поддршка за тоа да се спомене и да се каже, пак ќе кажам, ништо не се прави за да го кажеме, меѓутоа во вакви моменти е многу важно да им го признаете на луѓето професионалното, тоа што го работат, пожртвуваното, за да добијат дополнителна стимул и да ја почувствуваат собствената важност во ваквите моменти и поддршката која што имат. Ви благодарам. Беше тоа магистар Гордана Бешлиевска. Вие останете со програмата на Алфа телевизија. Осум часот и 8 минути. Почитувани, продолжуваме понатаму со утринската програма. Она што следува во продолжение сте повторно вие наред. Ги отвораме телефонските линии. И онаа тема која што ќе говориме во наредниве 30 на минути е повторно првата тема, односно знаете дека оваа недела немаме слободна тема. Телефонските линии на телевизија Алфа се од овој момент веќе отворени и зборуваме за тоа дека лекарите, пожарникарите,
Полицијата, медицинските сестри, сите беа и се уште на висина на задачата во справување со трагедијата. Ако имаме гледач на линија, ќе ве поздравам, повелете во програма сте. Ако не, да прочитам една информација која што ќе биде од корист за Скопје, ама еве добро. Колегите ми кажуваат дека имаме гледач на линија, повелете во утринската програма сте. Ало? Повелете, ве слушаме. Повелете. Ирена? Да, повелете. Нема добро утро, нема добар ден. Не сме во можност да тоа го оствариме, да ќе даде Господ да се све стабилизира и да прославиме успех во ова тешка несреќа. Би требало сите да бидеме свесни што не се деси и колку можеме умствено да помогнеме. Затоа што сите знаеме каква е тешка ситуацијата, поготово за младиот свет. Немам зборови кои би ги употребила да искажам колку имам бол во душата, што не можам да помогнам, што сум немочна и тоа ме боли многу, али на жалост тоа е. Кога ќе погледам оваа грдна слика на објектот, каде се пратени децата да слават, па тоа се пратени во смртта, не се пратени да прослават, да се развеселат и да им се разубави младоста. Многу е тешко. Сакам да им упутам еден апел на сите родители. Нема ништо потешко. Многу е лесно совет да дадеш, али тешко е кога имаш проблемот на грбот и не знаеш како да го решиш. Тоа е најголемиот проблем и најголемата тешкотија. Али ќе смогнеме сили сите, што ќе се побара од нас, ако можеме сите да помогнеме, како што помагаат сите од надвор. Захвалност треба на сите што држави што се околу нас, што излегува во сусрет, што се борат за животите млади да ги спасат, што ги вложуваат сите сили. Тоа е, значи, нема со што да се захвалиме и како да докажеме дека тоа е најголемото дело што го направија сите медицински лица. Ова е болест, да ја кажам сега више болест ќе биде, најтешко што се лечи и што сака позитивност и што сака хигиена и све нај. Така да би сакала да кажем на родителите, нека се срамни, изгубиле стварно големо богатство, али тоа мора да се бориш и животот е таков. Денес е лошо, утре е добро. Сочувство до сите родители, до сите семејства кои што имаат проблеми и загуби во овој немил настан. Така да многу е тешко. Сите ние викаме тоа се наши деца. Тоа е нашата иднина што се стопира, што се уништи. За пусти пари проклети, не можам да верувам да овие што ги бираме, што ги ставаме на одговорни места да водат сметка за државата, а они прават за да се гине, да се уништува светот. Многу е лошо тоа што го слушаме. Кога ќе слушнеш нешто убаво, ти се живее, ти се радуваш, а вака сега сме и ние утепани од жалост, што сите не можеме да помогнеме. Тоа е што не снајде, али фала му на Господ, нека им даде само моќ да се изборат со оваа немила ситуација, за да направат подобро за сите, да им пружат поголема нега, да има што повеќе, да се излечат, да немаат проблеми, затоа што знаеме ова е најгадната болест. И сега само здравје, Господ нека ги чува, нека им дава сила да се борат. Нема зборови со кои може да се докаже колку е тешко. Сега треба да видиме колку светот се бори, цела Европа застана на ноги за да ги спаси овие некриви лица што настрадаа во таа несреќа. А тие што сега ова што го направија, треба тие пари што ги зимаат, треба да ги вратат, да се помогне на фамилиите, затоа што знаеме сега кои трошкови ги имаат, за да се докажат барем нешто дека позитивно ќе направат за народот. Благодарам.
Божа, ви благодарам за јавувањето. Се слушаме во следна прилика. Јас само ќе кажам дека имаше и на социјалните мрежи, имаше многу и благодарност до сите наши кои што ги отворија вратите од своите домови, од своите сместувачки капацитети во сите оние држави каде што се сместени нашите дечиња на лекување. Од сите соседни земји имаше и од Србија, и од Хрватска, од Бугарија, од Словенија, од Турција, секаде каде што има наши луѓе, буквално по социјалните мрежи имаше овие денови, се уште имаше повици за тоа дека ги отвораат своите сместувања, своите сместувачки капацитети, ги отвораат вратите на своите домови за семејствата на оние дечиња наши кои што ни се лекуваат во соседството. Благодарност и до сите тие хумани луѓе со големо срце. Имаше и овде од Скопје. Исто така, по социјалните мрежи, луѓето кои што ги отвораа своите домови за семејствата на оние дечиња кои што се лекуваат и овде кај нас во Скопје. Хуманоста, значи, е голема и во овие тешки моменти за сите. Со право и лекарите, и пожарникарите, и полицијата, медицинските сестри, волонтерите од Црвениот крст и сите ние, кој колку може, сме во овие моменти и треба да сме во овие моменти сплотени. Повелете, во програма сте до следниот гледач. Бог напомош Македонија. Бог напомош, Тале. Ете еден поздрав некој кој му е тешко да кажат добар ден или добро утро. Бог напомош нека именуваат. И најубав поздрав е кај да се видиме Бог напомош. Бог нека се спомни, Бог напомош. Оти еве и во овие емисии гледам дека луѓето најмногу Бога го бараат сега за помош на сите повредени, така. И нели, а и за покој на душа, кога Бога го бараме, тогаш секој ден Бога да го бараме, а не само кога ни е тешко. Бог секогаш треба го бараме, и кога ни е јарно, и кога ни е лошо. Сега, поздрав до сите професии, независно, лекари, пожарникари, полиција, било која професија, поздрав до сите добродушни луѓе, заангажирани луѓе, да се здрави, живи, да имат сили да се вложат максимално за спасени на сите, значи, повредени деца, млади и дај Божи исцеление. Сега, исто јас како православен христијанин се израдував кога вчера видов дека во Кочани имаше молеб ден, достоинствен, со владиката прегалнички од Циларион, за кој го знам 20 години повеќе, и другите молци кои се молеа, што е најпотребно, тие читаа молитви, кажува молитви за здравје и спасение на цело Кочани, на сите болни и повредени деца. Тоа е најубав, а не некој таму да крши, да лумпува, да прави нова шарена геј парада за меѓусебни судири и омраза и уште поголеми зла и штети. Значи, поддршка до сите отци, до било која професија, оти сега во моментов или овие денови, молитвата која се кажува во сите наши македонски манастири, цркви, тоа е нешто најубаво, луѓе. И дај Боже, ово да биде за поука, во иднина, секоја недела и секој празник, да ги преполнуваме црквите нашите Божји храмови кои треба да бидат најпосетувани, најсакани, а не ноќни клубови каде нели во касни сати тамо гледате дека и дрога има и се што. Како може да бидат 500 души, не знам, во ноќен клуб каде има дрога и се што, а во црква каде нели има молитва и закрила Божја да нема 50 минути да има, не знам, во Кочани, во Битола или во Скопје некаде. Дали тоа не е абсурд, луѓе? Кога го барате Бога, одете на богослужби, бе луѓе, чечињавачи, дотерани на сабајле главни за причест, одете в црква, Бог да ве чува, а не бегате од Бога и после, Господе помагај. А Бог ќе речи, не ве познавам, вие кај мене не идите. Сега, друго нешто, гледам тука, јас жалам на што се случи во Србија, некој сака да наметни внатрешен граѓански судир и во Македонија сакат. Гледам тука вчера на Фејсбук сношти, оние поединци што беа активни за таа шарена револуција, нали, што од кој, нали, не купија ниту едно комбе во овие за брза помош, Груевски купи 150 комбина, Заев и СДС и тие што гласат за Заев и го поддржуваат во оваа емисија, не купија ниту едно комбе за брза помош. Да. Добро, Тале, благодарам за јавувањето. До слушање до следен пат. Повелете, во програма сте до следниот гледач.
на програма. Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Ај Бог да ги прости, останатите што се повредени, побрзо да оздрават. Сакам нешто јас да кажам, пошто видете, сум работел у железара, у ладна балавница, на одржување. И пошто има доста експерти, да им кажам како се работи. Пошто уште од социјализам сум работел. Добро. Ке треба да работиме, јас сум бил одговорен на групата, да се заврши работа, ке повикам пожарна, ке повикам брза помош, пред да се почне. Нема никој да почне да работи. Пошто може да дојде до вакви работи. И сакам да разберат луѓето, дека прво се обезбедува, не да кривиме министерот е крив, премиерот е крив да ги... А тие после ќе идат понатака, зошто, например, тој што повикал, што се десило. Тој си повикал пожарна и мене не ме интересира после повеќе. Пожарната ја презима одговорност за работата. А луѓето сега кажуваат приказки, треба вака, треба така. Не се онодеве, си има ред како е. Не можеш ти да работиш, а не си се обезбедил. Ке се качуваш на зграда, немаш скеле. И ние сме работели, имаме, треба да обезбедиш скеле, треба да обезбедиш тука луѓе, што треба, што ја вршат таа работа. А сега кажуваме, овој требал, тоа требал, не треба, многу експерти овие испадна сега, никој пат не работеле, нека извинат, ама цел живот не работеле, а кажуваат приказки. Ја ви кажувам со искуство. Кога работиш, има да прво да обезбедиш. Таков е теренот према терен кај што работиш. На ова. Така, кој разбира, кој знае за железара, ладна балавница имала 830 вработени. Тоа е огромна фирма. Мислам, погон. Кој ги разбира, нека никој пат не сме работели без да се обезбедиме. Таму има газ, има ова, има тоа, има многу работи. И значи, и овдека, по мое, нека требало прво да се обезбеди тоа. Тие што ќе изведуат работа, не смееш да почне да работиш. Додека не обезбедиш работа, што треба? Треба пожарна, треба прва помош. И ако имало пожарна, дали би се десило тогаш? Да. Ви благодарам за зајавувањето, до слушање до следен пат. Повелете, во програма сте до следниот наш гледач. Ирена, ја живееме најголемата, најпеколната трагедија во нашата Македонија. Да. Не успеав пред да добијам после Милорад, од збор до збор, истото. Значи, да не се повторува. И да додадам. Многу битно нешто. И многу пати што сум кажувал да не повторувам, тоа не го кажав за сега. Спомнав за групата, има и загинати. Значи, музичката група има менаџер. Тие набавиле пиротехника. Замислете, во најпеколната трагедија, на крајната песна пиротехниката ја пуштат. И тоа е таа каписла за ужасот. Како е набавена? Дали со лиценца тој што ја продавал? И дали ги предупредил тој што ја продавал како што под надзор да биде, висина да има таква и таква. Значи, мора на одговорност, има и повредени кои станаја од групата. Ке се излече. Кој, дали е менаџер, кој ја набавил пиротехниката, кривично и процесуиране. Процес понатаму. И под најхитно, најстрого забрането во затворен простор, било каде и во својот дом,
никој да не употреби. И оние минорни прскалици се опасни. За Нова година. Да, ве И тие се разбирам. опасни. Да. Знаат колку се опасни? Коси се палат на девојки. Значи, сега многу од облеката е синтетика. Да. На отворен простор, ако се дрзни некој да набави и да пушти светлосни ефекти, славите голем, грото се криминалци. Друго е за Нова година за такви настани. А многу пат гледам и црквата набавува, прославува, значи во ред под контрола, не мора многу средства да се трошат, 1, 2, 3, 4, 5 до 10, а не многу пати гледам 20. Те кошта пари. А пак како некој нелегално проба да слави на таков начин, се гледа, се лоцира на двореш. А внатре не сме да помисли, да не се продаваат на физички лица, само на правни лица и под контрола. И продавачот легално набавена пиротехника и купувачот правно лице. И ќе се среди нормален суд. Апелирам до домаќините во владата со клучот премиерот и сега е втор клуч за министер за внатрешни работи. Да. Добро. Ако беше тоа се за ова ваше утринско јавување, ви благодарам и веднаш да го повикам и следниот наш гледач да ни се вклучи во живо и директно во програма. Повелете. Благодарам. Повелете, ве слушаме. Поради болката, поради револтот, поради гневот, долго време размислував дали да се јавам овие денови или не. Сите ги имаме тие чувства во себе си. Дали сме граѓани, дали сме роднини, дали сме родители. Страшно нешто. Не можам повеќе да го цитирам Петре М. Андреевски, колку сме, толку сме, токму сме. Не сме веќе токму. Живи гориме, за жал. Благодарам на лекарите, благодарам на пожарникарите, благодарам на полицајците под раководство на господинот министер. Меѓутоа, синдикати, престанете за службениците државни што цел ден седат во канцеларија и ништо не работат и фалсификуваат лиценци да барате поголеми плати. На овие луѓе треба да им се даде поголеми плати. Преку сестра Сунчица од инфективно, сега кога има грип, ги поздравувам сите сестри, им заблагодарувам и на лекарите. Да. Ве молам, македонски народе, сите сме огорчени, сите сме револтирани. Меѓутоа не подлегнувајте на провокатори. Не правете нереди. Како што го кажа и господинот Тале, дајте да бидеме македонци достоинствени, да им дадеме почит на починатите, желба за побрзо оздравување на повредените, али без подлегнување на ничие влијание. Доволно сме паметни за да реагираме соодветно на ситуацијата. Нека не искористуваат. Доста не искористуваат некој од страна и некој за дебели пари. Благодарам за отстапениот простор. Да, нема за што. Ви благодарам јас на вас за јавувањето. До слушање и до гледање до следен пат, кога повторно ќе ни се јавите. Повелете, во програма сте. Ало, добро утро. Повелете, ве слушаме. Поздрав од Кичево, до вас. И до вас. Сите граѓани, благодарам. И до сите граѓани на Македонија и на цела Европа, која стварно се крира на нозе и да ни даде помош на сите нас
за оваа трагедија која се случи. Така да сметам дека можда господјата до негде ја оправдувам пред све, до некаде не. Јас би рекол вака, да се вратиме назад, дека најголема вина ние имаме, посебно народот македонски, затоа што имаме закони, тие закони не се спроведуваат. Да ви кажам, господја, во Италија едно дете после 9 малолетно, ако излезе на улица, вие вечерта не можете да го најдете. Ќе го најдете утре дента во полиција и ќе платите глоба од 500 до 1000 евра. Кај нас, за жал. Како родител, така, како родител на малолетно дете, што... Да, точно така. Сега, кај нас, за жал, законот постоеше, ама законот не се спроведува и некој ги фали полицијата. Јас не ги фалам полицијата. Полицијата треба да се обавува работата, законот кој е донесен на малолетните деца после 10 сатот кај нас во Македонија да не се пуштаат. Значи, да им се забрани излез, како што во времето на Југославија ние не смеевме, ако најдеа на улица дури чотек јадевме, а не после 9, значи излегува, а се знае после 9 кој владее. Дрогираши, нечести луѓе, криминалци, сите тие се по улиците, по дискотеките, коцкарниците, револтирани и ќе ви се исправат ни криви ни должни. Значи, да се испасиме нашите деца, законот мора да се спроведува. Втората работа е од 2006 година, па сите ние добро знаеме дека самите поздрав до прво ќе упатам голема до медицината, значи кои стварно се борат жестоко и пожарникарите, ми им честитам, се борат за својот народ, за својата држава, а државата дозволи да од 2006 година, како што рекол, нашите стручни лица да се заминат. Ние знаеме дека имавме во војна болница, кожна болница, имавме за изгореници. Тоа сега го нема. Зошто да го нема? Затоа што власта не водела расуд 26 години. Ако тие воделе расуд, ќе ни остане и докторите и секаде, да немаше и помош да бараме од никаде. Јас им препорачувам уште едно, значи на сите, оние кои можат да помагаат, а не да шират говор на омраза. Се спомнува господин Милорад, мора да го кажам, пошто ги навредува сите граѓани на Македонија и оние надвор што со државата како дето Тале и тие. Јас лично да му кажам, нека се представи со име, нека знаат сите како господинот Тале што се представува, како господинот исто од Германија Саве, кој Саве многу пати донирал човекот многу во Македонија, дури апарати по болниците и по граѓаните, камо да бидат сите како него, а не да ги напаѓат и да шири говор на омраза. Да. Добро, ви благодарам за јавувањето. До слушање до следен пат. Повелете, во програма сте до следниот гледач. Господја Ирена. Повелете. Како да кажам, не знам во вакви случаеви, то ајде да ве поздравам. Благодарам, како кажа Тале, господ на помош, ете така. Овие некако, да. Били да ви кажам само, ќе кажам нешто за темава, ако ми дозволите една минута-две. Господинот Тале отиде далеку шарени револуции, да не одиме така, да политички, значи да не одиме нешто без, за мене без веза е тоа. Извинете вака што ќе се изразам. Еве ќе кажам, вие што се поставиле темава, сочувство до сите семејства што ги изгубија децава. Ние како не инволвиране на тоа од малцевне од страна, може би полесно ќе го заборавиме, ништо тешко на тие другите што се во таа ситуација, што ќе има имаат деца загинати и таму и на така сестри и браќан. Сега ќе кажам за лекарите, што кажа господинов, отлично кажа пред мене, лекарите, медицинските персонал во генерално, ќе ви кажам, господи, дека си ја вршат својата работа отлично. Значи, не добро, него отлично. Сега мислам и предходно. Не сум имал многу потреба, меѓутоа тоа што сум го имал, сум задоволен од тие лица. Пожарникарите, да, во случајов не. Во случајов не знам зошто затаило, зошто пожарникарите не успеале да спречат вакво нешто злосторство што се случи. Полицијата апсолутно не. Зошто? Затоа што дозволила деца, млади, тука наместо 200 души да влезат 400 со карти, без карти, ништо тоа. И сакам да кажам нешто уште малку. Овие теми, господја, еве до кога не знам, ова речи го ден на жалост, мислам колку дена на жалост, 7 дена. Да се избегнуваат овие теми, бидејќи
Ние ги користиме, некои се користат за неубави настани. Овој настан не треба да се политизира. Треба да се каже дека не е добар настан и да се парат тие што се одговорни за тоа, за тој случај. Тука е градската власт, тука е извршната власт. Не да не одиме 15 години пред тоа како било да имало лиценца валидна, не валидна, господја Ирена. Сето тоа не било опасно ништо, се случува сега што се случи настанов и виновниците сега да ги третираме овие виновници што се сега што се случиле тента вечерта што се настанов. Тече тоа претходно не е ништо важно, значи не се случило оваква работа. Се случило сега и тие што сега сте на власт, тие треба да се највише министерот за внатрешни работи и градоначалникот и Ракочани. Тоа, господја Ирена, јас ќе ве поздравам во секој случај. Тоа е. Се случило, не мора да живееме и ние секој има во животот нешто лошо. Поздрав, ќе ве поздравам. Благодарам, господине Ѓоко, за вашето јавување. До слушање до следен пат. Вие воедно бевте и последниот гледач за ова утро. Со вас ги затвораме веќе телефонските линии и продолжуваме понатаму со утринската програма. Емисијата ја продолжуваме со психолог Деспина Стојановска. Секогаш велам, психолог во секое време не е потребно, но како во овие денови што не е потребно, претпоставувам никогаш. Деспина, многу тешки денови, не знаеме ништо да мислиме, ништо да кажеме, ни варираат емоциите. Единствена константа е болката, тоа би рекла. Така е, Искра, многу тежак период, нека име светол патот на сите луѓе, сите млади луѓе кои што се замина. Нека соберат сила оние кои што се борат да останат меѓу нас, да бидат здрави, да успешно се лекуваат и се разбира сочувство до сите семејства кои што останаа вечно обележани со оваа нивна загуба. Единствена темата на која што ќе зборуваме денес е како да се справиме со загубата на близок. Ќе зборуваме и за оваа колективна болка што чувствуваме, но мислам дека треба да им дадеме предност на оние на кои што им е најтешко. И сега со можеби најтешкото прашање на оваа тема, тоа е како? Како да се справиме со загубата? Еден од најтешките процеси кои што ги работиме во психотерапија, јас како системски семеен психотерапевт можам да кажам дека со цели семејства работиме кога ќе се случи загуба во семејството. Загубата може да биде од различен карактер. Може да биде загуба на статус, може да биде загуба на работа, загуба на материјални добра или загуба на член од семејството. Загуба на член од семејството се разбира дека е многу потежок процес за надминување, за оджалување во споредба со сите останати, меѓутоа и загуба на член во семејството има своја динамика на трагичност, на болка и на справување со сето тоа. Да речеме, ако е повозрасен, постар член од семејството, пензионер, ритуалите и така натаму, оние трансгенерацијски образци на што велиме како што оди по ред, да оди по ред. Така е, да оди по ред. Понатаму, ако почине член од семејството кој што е носител на економскиот, финансискиот статус во семејството, тоа е исто голем шок, голем потрес за семејството. Како понатаму да се преживее, така. Но не постои поголема, потешка загуба од загуба на дете. Тука веќе и нашите снаги како психолози и резилиентните снаги, онаа отпорност или жилавост на секој човек што ги носи во себе, се истрошени. Да речам, овие загуби, загуба на дете скоро и да никогаш не поминува. Колку тие традиционални начини, тука мислам на оние обичаи што ни се ритуали, кога некој ќе почине, помага. Дали се тоа дали се тие намерно на некој начин измислени од самиот народ како некој одбранен механизам против ваква болка? И колку помагаат тие?
Па да кажам, имаат многу голем удел во справување со болката и со кризата. Нашата традиција, нашите генерации минати биле многу мудри луѓе. Тие можеби пред половина век и повеќе не знаеле многу за психологија и што е тоа што помага, но искуството ги научило на одредени однесувања, одредени ритуални однесувања кои што на некој начин помагаат во сето тоа. Еве да почнам од тоа е веќе и заборавено во денешно време, можеби некаде во руралните средини се уште постои. Меѓутоа оние тажачки што ги викаат, тажачки на погреби кога починатиот се погребува, тоа се жени кои што го отпочнуваат процесот на плачење. Многу е важно да тагата не се замрзне во моментот, да загубата не се замрзне. Ние знаеме да го стиснеме тоа во себе, го потиснеме во себе и да продолжиме понатаму во животот, а после години таа болка, таа тага да не стигне преку можеби некое психосоматско заболување. Велам тажачките само како еден пример. Понатаму собирот на тие погреби, луѓето кои што доаѓаат е поддршка од нашиот социјален круг, тоа се наши ресурси, нашите блиски луѓе кои што во тој момент сочувствуваат со, знаете, ке слушнам сочувство, изразувам сочувство или сочувство. Самиот збор, ние го кажуваме често, но тој носи многу голема тежина во себе, во смисла дека ја разбирам твојата болка, сочувствувам со тебе, истото го преживувам, тука сум за тебе, не си сам во целиот овој процес. Носење, например, цвеќе на гробишта при закоп е исто така ритуал кој што на некој начин укажува дека животот продолжува. Знаете, цвеќето е живот, цвеќето расте, расцветува, дека тоа што се случило, ние луѓето немаме моќ да го промениме. Мораме да продолжиме некако понатаму. И потоа оние зависи од религијата, нели на 7-дневен, 9-дневен помен, 40-дневен помен и така натаму, каде што блиските, семејството се собираат и се даваат поддршка едни на други. Велам, тие ритуали се многу значајни затоа што секој од нас, кога ќе се потсети на некоја загуба со која што се соочило неговото семејство по потекло, ќе видите дека ние ги носиме тие образци на справување преку приказни кои што ни ги раскажувале нашите баби, нивните баби. И во сето тоа ќе биде вметнат некој обичај. Например, кога сум дала некому пакетче кафе за душа на покојниот, нели како и да се вели, и кога ние го правиме тоа, нас ни помага. Имаме впечаток дека правиме нешто што навистина, ако сите претходно го правеле, тогаш тоа е начинот како се справуваме со загуба, затоа што ние имаме пример, тие се соочиле со загубата, но продолжиле понатаму со животот. А вие психолозите, Деспина, со кои механизми располагате? Ме интересира покрај механизмите, она што прочитав, би сакала малку да ни го подобјасните различни фази низ кои што поминува човекот по ваква загуба. Искусен психолог треба да ги препознава фазите во кои што еден човек се наоѓа или се соочува. И еве да почнам редоследно. Според фазата, така и ние ги моделираме нашите механизми на справување, интервенции, техники кои што ги имаме како алатки за работа. Првата фаза е фаза на шок. Кога зборував за типот на загуба, требаше да спомнам дека и начинот на кој што е загубен животот е многу значаен. Едно е да е нешто очекувано, така, а друго е... Ако е очекувано и ако имаме можност да се простиме да се збогуваме со оној кој што се заминува, така што кога ќе се случат вакви од огромни размери катастрофи или трагедии, фазата на шок е многу интензивна и силна. И кога е очекувана загуба, првичната фаза на шок се случува. Тоа е еден амортизер во нашиот психички механизам кој што вели подготви се, доаѓа после ова нешто друго. Што се случува во фазата на шок? Значи, тогаш луѓето
не се свесни се уште со што се соочуваат. Не може да ги абсорбираат сите информации, сите содржини. Велиме, стесната е состојбата на свесност. Не дека не се рационални. Тие своите контролни механизми постојат, нашата психа е здрава, структурата на личност и така натаму, меѓутоа шокот е огромен и ние во тие моменти, да речеме, не знаеме што правиме. Сигурно дека нема да се повредиме себе или да повредиме некој друг. Меѓутоа, еве и ова што читам по порталите за изразување на бес и гнев од страна на соучениците, сограѓаните, врсниците на овие деца кои што загинаа вака несреќно, тоа е се уште шок и не гледам тука што да се замери. Мислам, не е тоа полна свест каде што може да расудува некој. Емоцијата е толку интензивна и силна да не постои начин да тоа се сопре. Велам, контролните снаги се за да не се повредам себе или да не повредам некој друг. За материјалните добра не може да се зборува. Следната фаза е фаза на негација, фаза на неприфаќање, фаза на негирање во која што се будиме и сакаме да веруваме дека не, ова не се случило. Дека било само лош сон. Ова е само лош сон. Не е ова реалноста. И тука се измешани повторно емоции. Морам да кажам дека тагата како тага се уште го нема својот полн интензитет. Тука се повеќе оние емоции кои што кон надвор можеме да ги исфрламе присутни. Тоа се бес, лутина, револт и така натаму. Барање на правда и сето тоа е во ред, тоа е природен процес. Затоа велам не може никому да замериме природен е тој процес како амортизер. После фазата на негација, и знаете колку се овие две фази подолги, толку повеќе го пролонгираат доаѓањето на тагата, затоа што веќе третата фаза е фаза на оджалување или фаза на тагување, фаза на депресија, фаза која што е исклучително тешка да се надмине, а тоа е кога веќе сме свесни, реалноста е присутна, дека го немаме нашето дете, го немаме членот тука до нас и дека никогаш повеќе нема да се врати. Фазата на оджалување е најдолга од овие сите фази, некогаш може да трае со месеци, некогаш трае со години, некогаш и воопшто не завршува. Велам да заврши затоа што после тоа крајната фаза или нашата цел како психолози е да стигнеме до реструктурирање и реорганизирање на животот на живите, оние луѓе со кои што работиме, да може да се вратат во фаза на прифаќање, така? Па тоа е фаза на прифаќање, знаете како велиме да продолжат со животот, со сите убави позитивни емоции. Значи, на матурирање на другите деца тие ќе бидат исто така тажни, на празници ќе им биде празно, ќе биде тешко тоа да се поднесе. Меѓутоа, ќе може да се насмеат од срце, ќе може да направат свадба на другото дете, ќе може да чуваат внучиња и така натаму, имајќи го предвид искуството кое што се случило. А што е со она чувство на грижа на совест, да го продолжам животот понатаму како да не било ништо? Имаме тука еден феномен кој што се појавува и често се среќаваме во психотерапија во овие процеси со тој феномен, а тоа е страв од оджалување. Знаете, ние кога ќе кажеме дека фазата на депресија или фазата на болка, на оджалување треба еден ден да заврши, луѓето мислат дека со тоа го забораваат покојниот. Напротив, никој не може да заборави такво нешто. Секогаш ќе им биде, нели како велиме, вечна слава или нека постојат во мислите и нивните дела и така натаму. Идејата на оджалување е да луѓето се реструктурираат, да можат тие да живеат понатаму со животот, со целата палета на емоции, и позитивни се разбира и непријатни емоции. Меѓутоа дека ќе ги заборавиме никогаш нема. Не е исто оджалување и заборавање. Тоа треба да го знаеме, за да прифатиме дека процесот на оджалување е нешто што може и дозволено и треба да се случува. Деспина, вие долго години имате искуство, сме имале и други трагедии, но дали имате чувство дека како оваа што не погоди, ниту една досега не погодила? Ке зборувам од аспект на психолози, на моje лично искуство, се надевам и на моите колеги, колешки. Во минатото сме имале многу
вакви, да речам, бранови. Добро што претходно ги спомна фазите, за да биде појасно и на гледачите што сакам да кажам. Во оваа првична фаза ние немаме што многу да направиме. Фазата на шок и на негација е фаза во која што блиските луѓе може да помогнат, да дадат поддршка, да дадат отворен канал на споделување на емоции, да плачат заедно, да приготват нешто за јадење, да помогнат при заспивање и така натаму. Значи сега ние тука кога би се вклучиле во овој процес би биле како член од некоја блиско семејство, понатаму за некаде 1 месец од прилика или 2 месеци ќе биде оној бран во кој што ние како психолози како ќе треба да се вклучиме и се надевам дека тоа ќе биде од страна на сите мои колешки и колеги доброволно во име на зачувување на психичкото здравје на нашата нација. Тука ќе се појават оние посттравматски посттравматските стресни синдроми, особено кај присутните во таа дискотека, таа кобна ноќ. И во минатото, например, можам да ги спомнам она што многу јасно се сеќавам 2016 година, поплавите во Стајковци. Земјотресите непосредно после поплавите во Стајковци. Луѓето беа исто во шок, но потоа ги стигна онаа тага или болка во која што ние интервениравме. Па тука се Смилковско езеро. Сите непогоди. Тука е Вања и Панче. Тука е Фросина. Знаете, сега ги чувствуваме сите тие загуби и да не зборувам за автобусите, за бродот во Охридско езеро, иако беше со странски туристи, но сепак ние ја доживеавме целата таа тага. Ние не знаеме како да го наречеме ова што го чувствуваме, затоа што реков варираат емоциите, имаме и тага, и бес, и гнев. Дали ова вие стручно би го нарекле како колективна травма? Апсолутно да. Апсолутно да. Ова е колективна травма. Има еден дел од психологијата кој што обработува психологија на толпа, се нарекува, кога ние се инфицираме од емоцијата на другите и од однесувањето, од активноста на другите, како например по фудбалски надпревари, кога сите викаат, викам и јас, кога сите трчаат, трчам и јас, кога сите тагуваат, тагувам и јас. Значи тоа е заразно чувство, заразна болка. И знаете како Искра, ако претходно сме викале, еве јас можам за себе да кажам, слушнав, некој се разболел од канцер, на некој му починал близок, сум имала впечаток дека не ме допира мене, само да не е нели во наша куќа. За оваа трагедија јас имам впечаток дека е во наша куќа. Знаете, ова е дел од сите нас и тука не можеме да избегаме од болката. Не е само 7-дневната жалост, ова ќе трае кај секој од нас. Секој од нас не допира. И јас имам деца кои што требале да живеат во свет заедно, во земја заедно со тие деца. Директно не допира. Колективното тагување од една страна е тешко за тоа што постојано сме во таа емоција, но од друга страна има една олеснителна околност, колку и да звучи чудно, а тоа е кога не сум сама во ова. Знам дека вие се чувствувате исто, дека моите блиски се чувствуваат исто, го споделуваме тоа, ќе се расплачеме заедно. Каде и да се свртам, знам дека луѓето се тие истите. Солидарноста се надевам и очекувам да биде присутна. Така што рековте дека најголема е убедливо болката за загуба од дете. Предпоставувам дека и оваа наша болка е толку голема затоа што станува збор за млади деца. Ајде, ние сме некако возрастни, така сме некако научени да се справуваме со тешки моменти. Какви последици ова ќе остави врз младите и како тие да се справат со оваа болка? Знам дека имаше некои насоки од МОН денови кои што беа препраќани, да. Вие кои насоки ви ги дали? Оние насоки каде што поголема група на деца се собрани, како например во училиштата, на други сега немаме настани, меѓутоа организирани собири каде што се споделува. Она што ми е најважно да го чујат гледачите е да не се стопира болката кај децата. Ако некој дете има потреба да плаче, нека се исплаче, нека каже што му се случува во душичката, што размислува, што чувствува, кои се тие
мисли кои што постојано се вртат кај него. Никако да ги тешиме или да ги прекинуваме во плачењето. Знаете, ќе кажеме, добро да помина, ајде сега смири се. Нема потреба. Ако детето плаче, тогаш не е поминато за него. Јас би ставила акцент на... Да се придружиме во плачењето. Така е, да дадеме поддршка, да се исплаче, да кажеме, те разбирам, душо, јас истото го чувствувам и мене ми се плаче и да заплачеме со него. Па не знам и кој би се воздржал да не заплаче во ваков момент. Она на што би го ставила акцентот се адолесцентите и младите возрастни, кои што голем дел од нив и беа нели во таа дискотека. Ова е брзо созревање, брзо соочување со најтрагичен можен завршеток на животот на еден млад човек. Посттравматските стресни последици, да речем, и од сега може да се појавуваат некои дури и во оваа фаза. Тоа се несоници, тоа е некаква агитираност, тоа е неможност за концентрација, фокус и така натаму, меѓутоа понатаму доаѓаат оние кои што се анксиозни растројства, депресивност, панични напади, проблеми, потешкотии со спиењето, потешкотии во одржување на социјалните контакти, психосоматските болести. Тука се сите оние телесни заболувања кои што може да дојдат како причина од некоја психолошка траума преживеана. И плејада на многу други кои што велам некаде за месец-два веројатно ќе ги видиме, ќе ги почувствуваме, ќе ги дознаеме сите. Се обидам денувива нешто позитивно, да најдам, би сакала некако позитивно да ја завршиме емисијата, овој разговор, а тоа е дека единственото добро, може би што во вакви трагедии се јавува е тоа што на некој начин се стануваме подобри луѓе. Стануваме похумани, дефинитивно посолидарни, но после тоа како да забораваме, како да продолжиме да бидеме добри луѓе. Оно што го учиме преку солидарноста, преку хуманизмот и преку истата емоција споделена во вакви моменти е емпатија. Емпатијата е карактеристика која што и текако е важно да ја задржиме. Знаете, да, тоа и јас го гледам како нешто значајно и важно, колку и да можам да кажам позитивно во овој период, што сме сите во истото и сите сме заедно и сите сме со иста цел, а тоа е да дадеме поддршка на оние кои што се најзасегнати и да најдеме начин, онаа жилавост во себе да ја пронајдеме, жилавост во нашата држава, отпорност на вакви трагедии за да продолжиме понатаму. Реков созревање, едно созревање за сите нас, кое што може да ни укаже на тоа дека ако сочувствуваме во вакви трагични настани, може да сочувствуваме и во убави настани понатаму. Може да сочувствуваме и да бидеме автентично среќни и расположени кога на нашиот близок, на нашиот пријател, на нашиот сосед или сограѓанин му се случува нешто убаво. Да ја задржиме таа конекција, тој контакт. Што ние сме таков народ. Да се радуваме и за добро. Така некако. Ние сме таков народ, такво е нашето поднебие. Нас ни се потребни тие врски со луѓето. Ние сакаме да бидеме едни со други, но да бидеме на добар начин едни со други. Наистина многу благодарам на овој разговор. Се надевам дека малку барем олеснивме некому со овие совети. Тоа беше и причината поради која што дојдов. Ви благодарам на поканата. Инаку верувате, многу е тешко да се зборува за ова. Јас овој период активно работам со постоечките клиенти и гледам да ги завршам процесите кои што периодов ги работам за да оставам простор понатаму за она што ни следува, што го спомнав и претходно. Меѓутоа, тука сме, ако нешто ова значи на гледачите, ќе ми биде драго ако барем малку придонесов да посветиме внимание. Ви благодарам и вам што бевте денес со нас и останете со програмата на Алфа телевизија.